Македонија како членка на НАТО не треба да се грижи за безбедноста и можните последици од руско-украинскиот конфликт, но дефинитивно загрижува предстојната економска криза, која дополнително ќе се продлабочува, признава премиерот Димитар Ковачевски. Не очекува неизвестна година, но владата будно ги следела состојбите и ќе реагирала на време. Но поголемите предизвици кои стојат пред нас се економски. Поради воените действија на Русија против Украина, глобалната енергетска и економска криза сега се продлабочува. Не очекува неизвестна година, каде економијата во Европа и светот ќе претрпи штети. За председателот на ВМРО ДПМН, овие изјави на премиерот се само ширење демагогија и ништо друго. Премиерските чевли на Ковачевски му се преголеми. Вака изгледа кога детски ке се заигра човек со премиерската фотелја. Реагираше Христијан Мицкоски на вонредното видео обраќање на премиерот. Го повика Ковачевски итно да каже како ќе се справи со економските последици. Денес секое семејство пред се го мачи тоа што бензините за 2,5 години се покачени за 70%. Струјата е повисока за 30%. Цените на лебот, млекото, маслото, се тоа вртоглаво расте. Може не нов ценовен шок на енергенците, додека државата се уште одбива да се откаже од акцизата за горива која ја зголеми. Дека животот во Македонија е тежок, а стандардот во континуитет опаѓа, покажува и последниот извештај на Евростат, забележува Мицкоски. Во 2019 година 3 пати повеќе луѓе заминале да работат во странство во однос на бројките од 2012-та, односно бројот на издадени дозволи за работа во странство во 2019 година бил повеќе од 26.000. А во 2012 година 9317 граѓани побарале дозвола да работат во странство.